Владко Кешишев го видел Лупчо Палевски како држи пиштол во рака пред да биде убиена Вања Ѓорчевска. Слушнал тап истрел, а потоа бил повикан да дојде и да помогне со закупувањето. Обвинитиот тврди дека ја зборува вистината, не се правда ниту пак некого обвинува. Палевски го задолжил да чува стража на 20 на метри од местото каде што ја закопале Вања, а не знал дека станува збор за дете. Тоа го видел на социјалните мрежи. Кешишев се дочеше пред судот во отсуство на Палевски. Судечкиот совет одлучи да го отстрани од судницата, бидејќи обвинетиот имал страф од него. И последниот пат кога се свртов, видов дека Палчо држеше пиштол во рака. Кажувам како што беше. И потоа слушнав истрел, пукање, ап-тап, ама некако тап, како неприслушно. На крај ми викнаа да го затрупаме телото и не го видов бидејќи беше покриено со земја. Се покри се за кратко време. Ставивме стари работи кои ги најдовме тамо, се што имаше фрлено. Тогаш Палчо ги избрижа лопатите, една лопата, јашов и еден копач со ВД-40. Ги ставивме во кангуто, позади јас и Боре, а Палчо возеше со кангуто. Велјо го возеше Цитроенот. Лопатите и копачот Палевски ги купил од Битпазар, рече Кешишев, додека пазарале храна за во партијата. И моторолите ги купил Палчо, а пиштолот бил на Боре. Така слушнав тука, сведочеше обвинетиот. Една година предходно ја ископале дупката во местноста Рудник во близина на Велес. Мислел дека бараат злато, а потоа Манев му кажал дека ја копаат за киднапирање. По неуспешниот обид на 21 вечерта, на 22 ноември утрото, кога го грабнале Жижовски, Кешишев ги чекал обвинетите да дојдат со Цитроенот на велешкиот пензионер на пругата, а потоа чувал стража на 300 метри оддалеченост од локацијата каде била дупката. Него видов Панче Жежовски, бидејќи рекоа го ставиле во КБ во ГПК. Од тоа што разговараа, дознав дека Панче е во ГПК-от. Кога дојдовме во штабот на партијата во Скопје, тогаш сватив дека Панчо всушност е убиен. Кешишев последен пат на телефон се слушнал со Палевски дента кога се претрасувала канцеларијата на Десна, а Палевски кога слушнал дека врие од полиција, во партиското седиште веднаш го прекинал повикот. Кешишев му се обраќал со царот и слушал се што ќе му нареди, сведочеше пред судот. Уште на почетокот на рочиштето Палевски беше отстранет поради тоа што Кешишев чувствувал страф од него. Адвокатите на двајцата обвинети со различен став и во однос на писмото кое Кешишев го напиша од чутка. Токму исказот на обвинетот Кешишев е клучниот исказ за се она што се случувало, а впрочем и со неговиот исказ се потврдија и нашите наводи уште во воведен говор дека истиот нема преземено никакви действија кои што го ставаат на местото соизвршител, ниту пак извршител на кривичните дела кои му ставаат на товар. Нити Велибор, нити Кешишев кажуваат јавно дека биле таму, ама чуле не виделе. Како можеш да бидеш присутен да не видиш? Едниот зборува еден исказ, другиот зборува други исказ. Јавно се гледа дека се монтирани двајцата и дека зборуваат она што некој им го наметнал. Обвинетиот ке треба да се соочи и со Лупчо Палевски, кој заедно со Боре Видевски негираа дека воопшто учествувале во двојното убиство.